Благодарам, почитуван Джафери, почитувани колеги пратеници, почитуван премиер, почитувани кандидати за заменици министри. Разочаран сум, вознемирен сум и загрижен од ова што се случува во Република Македонија. 5 години власт на Социјалдемократскиот сојуз, 5-та реконструкција поред, 5 пати нов почеток на владата, 5-то признание дека немате тим за работа и не работите добро, 5 години изгубено време во празно за граѓаните на Република Македонија, 5 промени во 5 министерства при ова реконструкција на владата. Статистички кога гледаме како се движи, 2015 техничка влада, 2016 техничка влада, 2017 и 2018, сега сме 2019. Да ве потсетам дека многу долго време сте, а уште многу малку ви остана. На дневен ред имаме промена, тоа се почитуваните. Простете од медиуми колку се информирав, не ве познавам. Ви посакувам успешна работа, верувам дека мнозинството ќе ви изгласа, ќе имате многу тешка работа, ќе влезете во нешто што како заменици министри не знам колку ќе можете да ја креирате политиката, ќе влезете во нешто што 5 пати се прави реконструкција, во една нарушена состојба, не знам колку ќе успеете сето тоа да го надминете, ќе имате сериозни проблеми. Јас не се сомневам во вашите квалитети, се сомневам во состојбата што имаме во Македонија, во Република Македонија, во нерешената состојба, во неконтинуитетот на владата што се прави, во неконтинуитетот на политиките на владата кои ги прави, така да не знам кој да дојде и со не знам каква способност, јас не верувам дека тоа би го направил. Меѓутоа, нема да навлегувам од она што успеав да го слушнам. Треба да знаат граѓаните кој ќе ги води во овој период. Значи, зборуваме за 2 клучни министерства пред код нас. Вчера не успеав да дискутирам, само кратко ќе спомнам. Финансии и странски инвестиции. Дополнително, вие како во делот на политичкиот систем на односот меѓу заедниците, едно ново министерство и едно нов предизвик каде, иако викаме општество за сите и живот за сите, сепак ќе треба многу да поработиме заедно. Мислам дека едно министерство нема да го реши тие проблеми. Така да имате еден голем предизвик, познавајќи ја вашата етничка заедница, вашиот народ овде во Република Македонија, знам дека сте вградени и работите за интереса на Македонија, верувам дека и вие ќе продолжите во тој правец да го правите ова, почитуван господин Неджет. Меѓутоа што се однесува до Министерството за економија, тука имаме сериозен проблем. Сите параметри, јас не сум економист, покажуваат дека Република Македонија слаби показатели. Сведоци бевме во едно време кога буквално секој ден никнуваа одредени објекти, странски инвестиции, спортски објекти, градби, патишта и така натаму. Сега тука имаме проблем. Имате голем предизвик. Понатаму ви посакувам и на вас, господине Кирил, успешна работа, меѓутоа, очекуваме да видиме како ќе се движи времето. Почитуваната Елизабета, да ве информирам, пред еден месец изгорено, опожарено училиштето во општина Карбинци, во селото Крупиште. Еден месец од тогаш, 2 училници се опожарени, се останати 2 се во функција, спортската сала, канцеларијата, меѓутоа и тамо ќе биде проблем за функционирање. Еден предизвик кој треба брзо да го решите, дечињата треба да почнат на училиште, значи покрај другото што зборуваме за стратегија и така натаму, ќе се соочиме со еден однос на технички проблеми кои треба да ги надмините. Понатаму. Во однос на ова, јас веќе кажав моето мислење, сметам дека е шминка, не верувам дека ќе се направи многу, не заради кандидатите, затоа што е кратко времето. Не очекуваме за кратко време, ќе имаме и техничка влада, така да нема простор колку и да сака да се направи, веќе многу закасната целата работа. Меѓутоа ме загрижува една друга работа, исто така, идам од Штип. Немаме представници од Штип. Зошто се случува и во почетокот на владата, при 5-та реконструкција, едноставно не се најде човек од источниот регион на некој начин кој би бил дел од ова. Јас ме радувам што е од Битол, почитуваната заменичка, бидејќи по мајка сум битолчанец, и така нека биде, не е страшно, не е важно кој од каде сме, ама мислам дека Штип заслужуваше да има еден човек кој ќе биде дел од ова влада. Па макар и заменик министер да беше. Мислам дека ни се даваше важност, претходната влада прилично многу во тој дел внимаваше, имавме можност да, вклучувајќи го и тоа како проекти, многу се вложуваше и во Источна Македонија, меѓутоа и подеднакво на цела територија на Република Македонија. Така да и тука
во делот на економијата и во делот на сите други. Јас и минатиот пат зборував, иако има ветување од министрот Сугаревски дека ќе ја направи заштитната ограда на автопатот, не е направена. Двата моста уште не се реализирани и мислам дека некаде километри на заштитна ограда нема направено таму. Имате го каква информација, мислам дека на следните пратенички прашања ќе му го поставам, иако самиот се даде рок од 3 месеци. Во однос на тоа се надевам дека во некоја шеста реконструкција ќе имаме ние можност нашите штипјани да имат некој представник во владата и така натаму да може едноставно да партиципира и да помне. Молам? Да. Не, реков, не е важно дали од Струмица или некаде, инаку да ви кажам за ваши информации, бев и жител на Струмица. Се борев и настапав во Струмица, сум спортист на Струмица 4 пати, така да се чувствувам исто така струмичанец, претпоставувам колку и вие. Така да имав таква можност, така ми беше животот. Меѓутоа, јас искрено ви сакам и посакувам со сета почит кон другите, си ја брана мојата страна. Значи, независно дали ќе биде тоа страната на Социјалдемократскиот сојуз, да имаме наш човек кој на некој начин поблиску ќе ни носи проект. Вашиот успех е мој успех. Ова критика рачуњата и сватата е таква. Сакам да успеете. Зошто да имам изгубено 5 години време? Или зошто да имам изгубено, не знам, колку сакате, 2 години нека биде како ви шо викате вие по ваши. Јас сакам вие да успеете. Во тој период, дали ќе треба после 2 години некој да успева? Мене ми треба секој резултат, секој проект. Јас така размислам. Меѓутоа, се надеваме дека и тоа ќе се промени. Сакам да ви кажам една работа. Иако мислев ќе бидам пократок, гројзи имаме и во Штип, и Штипско. Сериозна е работа. Ве молам, заземете се за тој сериозен проблем. Во Врсаково, во Балван, во Три Чешми, на територијата на Лесковица, Лакавица, во Карбинци, Свете Николско и така натаму, имаме многу луѓе што во моментов се во фаза кога треба да се бери гројзде. Ве молам и тука да се преземе. Многу е мала цената. И уште што е полошо во целата работа, се плашам дали тие шеќерни единици ќе можат да ги постигнат. Многу се големи. Цената веќе е катастрофална, никој по-ниска не било. Ветувавте. Ја ве држаме за збор. И кај оризарите дека ќе имаме 25 или 35 денари арпа, па за белиот турист 50-60 денари, го немаме тоа. Овде се случува исто. Значи, треба Македонија да направи нешто друго. Најмалку на граѓаните им треба препукување да кажам дека вие чините или не чините. Џабе, ќе дојдеме ние на власт, ќе треба да го решаваме тоа. Меѓутоа, ветувавте, луѓето ви поверуваа. Јас ви поверував, јас сум земјоделец. Очекувам дека моите гројзе ќе го продам за поголема цена, нема да успеам. Ајде, јас живеам пратеник, сум имам плата. Ама тие луѓе што буквално екзистират од земјоделието, имат проблем. И ние мораме еднаш да седнеме и да разговараме и да речеме како и на кој начин сето тоа треба да го надминеме. Има уште една порака ви носам од Карвинци, од целото Карвинци, од општина Карвинци, од целото Карвинци. Ми пуштија вчера една порака, мислејќи дека сум тука, ме замолија да ве информирам дека премиите за 2018-19 година за млекото не се исплатени. Ве молам и тука реагирате, затоа што џабени се не 500 реконструкции, ни ништо нема да направи. На нас ни треба нешто поефикасно. На луѓето им треба леп, им треба храна, им треба живот, достоен, им треба мир и спокојство. Да ги задржиме нашите деца тука. Исчезнуваме. Една информација ќе ви кажам, така, вика, од 700 до 800 деца, луѓе, граѓани на Република Македонија стојат пред амбасадата и чекат виза за Германија. Алармантна е ситуација. Ќе исчезнеме, луѓе нема да остане. Додека сите очекуваат дека ние нешто ќе направиме и кој е поголем македонец или помал, ние буквално исчезнуваме. Така да, и она што се обидовте да го направите со пензионерите, окачувањето и кој тука ветувавте дека ќе направите, од пола евро до 1 евро, 36 денари до 63 денари, не е фер. Ние ако зборувате и ќе речете, ВМРО беше ваков, вашиот тамо, пријател тамо, отиди така натаму, ќе најдете момент, ќе не искритикувате за се што се случило арно и лошо. Реалноста беше дека пензионерите си добиваа 500 до 600 денари зголемување на пензијата. За разлика од сега 36 до 63 денари. Така да, има разлика во вас и во нас. Јас ве охрабрувам да продолжите. Имате уште малку време да поправите некои работи. Верувам дека нешто ќе поправите. Ви посакувам успех. Ние ќе бидеме нормално против гласањето на нова реконструкција, не заради министрите, им посакувам, реков, успешна работа, меѓутоа од принцип, затоа што сметаме дека нема ова да донесе ништо ново. Благодарам.